Имаме важна средба со Државната комисија за спречување на корупција, председателот Тантуровски. Сметам дека тоа е една од најважните државни независни институции кои што има одредени надлежности во делот на реализација на планот 369, план кој што е од прв национален приоритет во моментот, а све со цел да успееме да добиеме безусловна препорака. Меѓутоа, пред се овој план е да направиме европска држава за нашите граѓани. Државната комисија за спречување на корупција има одредени надлежности во реализирање на или гарантирање на правната држава и реализирање на одредени мерки кои што сме ги предвиделе во првите 3 месеци во овој план. Особено е битна мерката која што се однесува за изборите, бидејќи изборите ќе биде првиот тест во кој што ќе покажеме кредибилност како држава пред нашите меѓународни партнери, меѓутоа и пред граѓаните, и заедно со Државната комисија за спречување на корупција ќе треба да се направат сите предуслови со цел да се гарантира поделба на државата од партиите, меѓутоа и спречување на можноста за искористување на државните ресурси во предизборната кампања, во изборната кампања, меѓутоа и други мерки кои што се предвидени во овој план во делот на извештаите кои што ги бара Европската комисија за сите постапки кои што ги има реализирано оваа важна комисија за државата, меѓутоа и гаранцијата што ја даваме ние како влада дека ќе направиме се за да се создадат сите предуслови оваа институција да биде автономна во своето делување, независна, без никакви политички влијанија или притисоци, а таа гаранција ја даваме и пред членовите на комисијата, меѓутоа и пред граѓаните и пред нашите меѓународни партнери. Очекуваме плодна соработка и понатаму. Пред се борбата против корупцијата не е само цел заради интеграцијата, туку е цел да направиме едно европско општество, европска држава, и тоа е предуслов за нормален развој на општеството и државата. Би сакал да му се заблагодарам на вице-премиерот за европски прашања, господинот Бујар Османи, за денешната посета, иницијативата и пред се позитивниот сигнал кој го дава со оваа посета. Јас пред се би сакал да го информирам во врска со остварувањето на Државната комисија за спречување на корупција во препораките кои ги добивме со итните реформски приоритети, но исто така и во продолжетокот со планот 369 на владата кои сега ќе почнат понатаму да се спроведува. Исто така ќе го информирам вице-премиерот и во врска со препораките кои ги имавме во врска со од Греко, во кои комисијата доби извонредни оценки и бевме јавно пофалени на пленарната седница на Греко во Страсбург, и со што придонесовме многу Македонија во тој дел да добие и позитивна оценка во четвртиот круг на евалуација. Секако тука ќе бидат опфатени разговорите во врска со следните избори, се она што вице-премиерот ќе го најде од интерес во врска со работата на Државната комисија за спречување на корупција. Кажав дека има одредени мерки во кои што има надлежност Државната комисија во делот на создавање на регулатива и предуслови за спречување на злоупотреба на државните ресурси во кампањата. Многу е важно овие избори да бидат фер, кредибилни. Тоа е првиот тест на државата во однос на кредибилноста на овој процес, меѓутоа има и мерка која што треба во овие наредни 3 месеци да се реализира во делот на извештајот за сите истраги и мерки кои што ги има покренато Државната комисија за спречување на корупцијата во последните 5 години, согласно форматот кој што го бара Европската комисија, меѓутоа има и други надлежности во подготвување на целиот процес за борба против корупцијата. Вие дали правите анализа како сте задоволни од досегашната работа на Борбата против корупцијата е процес во кој што треба сите да сме вклучени. Значи не може една институција да ја гарантира таа или да биде гарант на успешноста на тој процес. Треба секоја институција и секој во општеството да биде вклучен во тој
во тој процес. Целта на овој состанок е токму тоа, прво како влада да гарантираме автономност на оваа институција без никакви политички влијанија или притисоци и да воспоставиме комуникација за плодна соработка во наредниот период за да бидеме што поуспешни. Значи, јас сум го изјавил тоа и повеќе пати. Комисијата работи согласно законите и без политички влијанија. Она што многу пати се презентирало во јавноста, јас сум го демантирал на повеќе начини и можам да гарантирам дека Државната комисија работи сосема независно и согласно Законот за спречување на корупција и Законот за судирани интереси. Исто така, во согласност со другите закони кои ги застапуваме, Законот за лобирање и Законот за укажувачи, но пред се, во овој период, се надевам дека еве и со поддршка на владата и со поддршка на вице-премиерот, нашата работа ќе стане и потранспарентна и подостапна за јавноста. Го зборувате откако вие сте прв човек на антикорупцијска или во претходно дека антикорупцијската работа професионално согласно закон? Значи, откако е овој состав тука, зашто можам јас директно да одговарам, можам со чист образ да потврдам дека се работело без исклучок и без никакви политички влијанија. Дека споменавте транспарентноста. Едно од најголемите критики беше околу објавувањето на анкетните листови, потоа беа тргнати од страницата на антикорупцијска. Дали ќе ги објавите повторно да има увид јавноста во состојбата на функционерите пред и потоа? Да, во неколку пати сум дал образложение за овој проблем што се јавува. Значи, ние веќе имаме изготвено ново софтверско решение во кое ќе овозможува анкетните листови да остануваат видливи за јавноста во период во кој ќе биде законски регулиран, но сепак чекаме тоа да влезе во собраниска процедура, да се почнат законските измени, да се донесат за да ние може да постапиме во врска со тоа.